Почитувани, добра вечер. Гледате уште една анализа на телевизија 24. Денеска сите беа изненадени од веста, од барањето на премиерот Заев за гласање на доверба на владата во собранието. Сосема изненадно се случи тоа, гласањето и заврши со 62 гласа за. Премиерот Заев ја доби повторно довербата во собранието, а опозицијата го бойкотираше гласањето. Ова е последен развој на настаните во собранието, тамо веќе подолго време има проблем со кворумот, со присуството на претениците, со тенкото мнозинство и вечерва ќе разговараме со председателот на НСДП Тито Петковски на оваа тема меѓу останатото. Добро вечер, господине Петковски. Кога вчера ја договаравме емисијата, не знаевме за ова, мисля, че ни барем јас не знаев, не знам за вас. Не знаев и јас. За гласањето за доверба. Да. Премиерот Заев знае да изненади со вакви брзи потези, сепак политички можеме да кажеме за сега успешни, ова што го направи денеска, но можеме ли малку да навлеземе во логиката на ова? Зошто побара денеска премиерот Заев така веднаш изненадно да се гласа доверба на владата? Па мислам дека многу фактори влијаат. Пред се да кажам дека за мене ова е мудар потек, добар потек. Значи, реко, повеќе фактори влијаат. Не само комплицирањето на преговорите со Бугарија околу преговарачката рамка, нашето членство во Европската унија, туку со месеци наназад легитимитетот на оваа влада беше оспоруван директно од опозицијата. Смета дека владата веќе го изгуби, уште пред 2 месеци. Опозицијата сметаше дека владата го изгуби мнозинството во парламентот и дека само прашање на ден е кога тоа ќе се види конкретно на јавна сцена. Во прилог на таквите очекувања на опозицијата беа и 2 или 3 партии кои што се од коалицијата наша заедничка, кои најавија самостоен настап во собранието и тоа баш во еден од најклучните, најчувствителните моменти за владата и лично за премиерот. Она што се случува во дуј подолго време исто така присутно се тркала не само меѓу медиумите, туку и меѓу политичките фактори во државата. Значи, таму подолго време имате луѓе кои оспоруваат, така да кажам, потребата двајца министри од ДУИ да бидат во владата. Значи, тие внатре-партиски превирања оставаа на вистина, емитуваа во јавноста перцепција дека владата е на стаклени нози. Да, со овој потек од прилика се чини дека премиерот Заев како да ги пресече сите тие моменти на некој начин, барем психолошки. Тој и рече одговорница ова што вие го велите, еве доказ на опозицијата, дали има таа мнозинство во собранието како што цело време вели и потоа исто така ги обвини дека избегаат гласање. Сега фактички опозицијата нема право да побара интерпелација на владата во скоро време, така? За 6 месеци така е според уставот. Да. Следната интерпелација може да биде во рок од 6 месеци. Премиерот Заев да се гласа за доверба на влада. Премиерот Заев умешно ја избегна така и дебатата која можеше да биде доколку опозицијата ова го побараше, ги предухитри на некој начин. Па ги пресредна. Мислам дека тоа можеше да се види од настапот на координаторот на пратеничката група на опозицијата на ВМРО ДПМН, кој побара и покрај тоа што согласно уставот премиерот имаше право на овој чин што го направи, тие побара барем 3 дена како што се дебатира кога имаме чин на интерпелација на против владата, односно за работа на владата. Така да, мене навистина ми е чудно, морам да признам, таква една идеја да може да се сочува во Македонија и ако е носел само премиерот во својата глава. Никој друг да не информирал за таа работа, ако информирал уште еден, веројатно ќе имало проблеми. Може таа брзо да се расшири, таа идеја и опозицијата тогаш да настапи со интерпелација, тие брзо да соберат 30 подписи, тоа не е никаков проблем. И мислам дека ги пресретна, и ако имале таква намера, ако немале таква намера,
успеа да докаже дека владата е стабилна, дека стои на цврсти нозе и покрај овие проблеми што се и во коалицијата и проблемите во коалицијата на чие чело стои Социјалдемократскиот сојуз и во коалиционите партнери, ДУИ и така натаму. Значи, со еден збор, потек започит во услови кога се стопаднаа многу лоши моменти на политичката сцена, за да се докаже дека сепак владата треба да продолжи да се врши, да извршува својата програма. Впрочем, мислам дека е тоа и добро и за граѓаните да се олесни чувството дека постојано може да се очекува владата да падне, постојано се напаѓа. Во јавноста може, знаете, кога постојано се спорува легитимитетот, кредибилитетот на владата, се намалува и легитимитетот на владата. И сега владата може со полн капацитет да се посвети на програмата со која што ги освои изборите и владината програма што се усвои во собранието. Да, добро, овој потек заклучивме дека веројатно е добар од тој психолошки аспект, од политички аспект исто така. Но во реалноста, вие сте одамна во собранието, господине Петковски, бевте долги години председател на собранието во неколку мандати. Ми се чини дека, поправете ме ако грешам, дека од осамостојувањето до сега, ова е еден од најнестабилните парламенти во однос на владеачкото мнозинство, кое е многу мало, тесно, фракционирано во однос на сите овие подолби за кои зборуваме внатре партиски проблеми на коалицијските партнери кои го сочинуваат мнозинството. Вака кога го гледате, бидејќи, како што кажав, имате искуство, ви се чини ли дека може вака да се истера цел мандат до крај? Бидејќи ова може би ги решава проблемите на некој рок, но сето тоа не знаеме колку ќе трае, месец, 2, 3, 4, 5, 6. Доколку нешто не се смени, ми се чини дека вакво нефункционално собрание не може да издржи на долг рок. Па, ја ќе ве вратам на првиот мој јавен настап на една телевизија, после изборите, кога веќе ги знаевме резултатите и така натаму, како јас гледам на можност ова влада да функционира. И тогаш изразив овај скепса, на вистина се плашев со само двајца пратеници. Додуше на почетокот беше сигурно само 1,61, а после се придружи уште 1,62, дека тоа ќе биде многу ризична мисија на ова влада и дека тоа кревко мнозинство што ја поддржува може во еден момент кој што некои од политичките партнери кои влегуваат у владата, незадоволен од некои ставови и одлуки на владата или некои кадровски реченија, едноставно да откаже поддршка и владата може да падне. Значи, од една страна, тоа е лошата страна, ако имате кусо мнозинство. Затоа јас тогаш рекол дека за Македонија во овој момент, во услови на пандемија, која треба да се победи, во услови на покренување постапка за наше членство во Европската унија, спорот со Бугарија и така натаму, на Македонија во такви драматични моменти и е неопходна влада со поширока поддршка, но тргнувајќи од проблемите со кои Македонија се соочуваше внатре, меѓу различните политички партии со различни ставови околу клучните политички прашања на државата, имав јавно предложи идејата Македонија да направи влада на широка коалиција или така наречена влада на национално единство, во која би влегле сите партиципиенти во собранието, согласно процентот на учество во бројот на пратениците, да се распределат и местата во владата. Тоа може наједноставно да се направи, но се разбира, нити на едните, нити на другите тоа не им одговара. Мислам дека добрата страна на ова скромно мала поддршка на владата е што таа постојано треба да биде на штрек. Значи, постојано има жарчиња испод нозе, да и горат, секој момент да биде ова тесно мнозинство да ја доведе во прашање стабилноста на влада. Значи, владата мора да испорачува политики кои што ќе биде прифатливи за граѓаните, но прифатливи и за партнерите кои што ја сочинуваат владата. Така да, тој факт
Предпоставувам дека го знае и самиот премиер и затоа може би од еден аспект на сигурноста на коалиционите партнери може имало и некој сомнеш дали сите овие што ја поддржуваат политички партии, пратеници од разни политички партии ќе бидат на мегдан денес и дека ќе гласат. И мислам дека е добро испадна и добро е, но комотното владење, па што го имавме 11 години, нели, пред овие предпоследните избори, па доведе до тиранија практично. Немате никаква борба на идеи, на проекти, на програми. Мнозинството беше стабилно, пратениците исто така неодговорни, не доаѓаат на седници, какви што впрочем сега, што не е во склад со смислата на парламентарната демократија. Да. Опозицијата побара да се предвремени избори заедно со локалните. Премиерот Заев го одби тоа и лидерот на ДОИ Али Ахмети се изјасни против тој предлог, велат не е време за избори. На вас како ви личи? Можно ли е да се случи таква сценарија? Со локалните заедно да одеме на предвремени парламентарни? Па ако се вратите назад, она што го работеше Никола Груевски за тие 11 години, дори беше премиер на власт и ВМРО ДПМН, за нив важна беше политичката прагма. Ако почувствува можност за некои политички прашања да ги релативизират, ти организира избори, така да Груевски не истера комплет ниту еден мандат. Постојано на 2 или 3 години правеше избори. И мислам дека интенцијата на парламентарната демократија, нашиот устав кој што се определи за гради парламентарна демократија, беше да им се даде шанса на владите да го истерат целиот мандат. Знаете како е? Вие ако имате еден мандат од 4 години, паметна влада проектира програма, проекти и така натаму, динамика на политички активности од моментот на започнување на мандатот до последната година од завршување на мандатот. Така да вие може да вложувате првите 2 години, а да поентирате задните 2 години пред избори. Затоа мислам дека тоа беше грешка. И таа иста грешка не сме ова влада да ја повтори. Јас сум присталица на ја поддржувам идејата ова влада до крај да си го истере мандат. Сега друго е што ја мислам социјално поинаку е како мислат другите партиципиенти во влада. Мислам дека ова денес покажа, не знам нешто ако загрози да речеме локалните избори, дека парламентарни избори не би требало да има. Тоа е едниот аспект од практичен аспект за програмата на владата да функционира. Но од аспект на политичката стабилност на државата и туркањето на реформите и европската перспектива на државата не би смеело да се доведе да ова влада предизвика предвремени парламентарни избори. Ние не сме земја со голема парламентарна традиција, па да биде сеедно дали ќе организираме избори или сега, или до година, или после 3 години. Ние травматично го доживуваме тоа во Македонија. И тогаш ќе застане се. Политичкиот живот ќе биде насочен исклучиво кон надмудрување на политичките конкуренти за освојување на власт. Да, се пореметува целото општество. Цела година. Вие само сватете од аспект на проблемите со кои се соочуваш ова влада. Од добивање на мандатот, претходниот мандат, владата има 2,5 години ефективна работа. И што може? Тоа се беа само расправи. Не можеше ни да се конституира собранијата, владата да се избере и така натаму. Значи, мислам дека созреа и чувството на одговорност кај политичките фактори што денес ја водат држава. Така да не гледам зошто тоа би се направило, зошто Македонија би се организирале предвремени парламентарни избори. Не сакам тука да разговарам, да не ме свати некој погрешно, за квалитетот на алтернативата во државата. Алтернативата во државата е опозицијата која што еве гледат. Тие не чувствуваат потреба да идат на седница. Велат владата треба да си обезбеди мнозинство, а тие не чувствуваат одговорност ни пред кај своите избирачи. Тие мислат дека парламентарна демократија само ако си на власт. А ако не си на власт, немаш никаква врска. Така да, мислам дека дефинитивно на Македонија не и треба. Поготово проблемот што го имаме со Бугарија сега, може да фати сосема друг курс. Проблемот што го има економијата, компаниите во сферата на економијата,
i će nastaviti kaotični procesi. Tako da, vo nijedan slučaj, ko zna kakvo togaš parlamentarno množinstvo kad se formira, pa ako neko je garantirao da kad ima postabilna vlada, neka kaže dvorzosnovna što. Ja mislim da nam ne mi treba apsolutno predvremeni parlamentarni izbori, da li zajedno ili posle lokalno. Господин Петковски, в однос на помалите партии кои излегоа од парламентарната група на СДСМ, оформија своји парламентарни групи и тоа некако разбуди сомнеш во целиот процес за некакви разлики, неединство. Образложението нивно беше друго, дека тоа го прават поради други причини, поради поголема видливост во собранието, наспроти доаѓањето на локалните избори и така натаму, но секогаш кога нешто се случува во политиката, знаеме дека не е случајно. Од друга страна, дел од аналитичарите велат дека тоа е начин да се пазарат со поголемиот коалицијски партнер, да добијат повеќе концесии, повеќе отстапки, повеќе од тоа што го бараат наспроти локалните избори. И вашата партија е во коалиција со СДСМ, можеби знаете нешто повеќе околу ова. Што мислите вие за тие мотиви? Сите овие предпоставки во македонската пракса до сега биле присутни, така да ја нема да исклучувам никаква причина за, така да кажам, можност одвоено да настапат на локалните избори. Дори мислам дека е тоа логично. Видете, една политичка партија се формира за да излегува на избори, да се бори за власт, дали локална или за локална самоуправа или за парламентарна, во услови на парламентарна демократија да може да влие за формирање на влада. И нема никаква смисла да функционира политичка партија ако нема такви амбиции. Но македонското политичко милје не е демократско. Ние немаме развиена политичка култура, ние немаме изборен модел кој што гарантира, да речеме, реално пресликување на расположението на граѓаните во парламентот. И да се даде можност на парламентарни избори, имавме можност до сега колку политички партии. Од НСДП, кога беше 2006 година на изборите, ние не видовме партија која излезе сама на избори и освои мандат. Значи, нема тако. Затоа што изборниот модел им одговара исклучиво на големите политички играчи. Левица влезе. Велица со двајца пратеници, тоа немат никакво влијание. Јас сакам да ние имавме 7 пратеници, имавме можност пратеничка група да влијаеме на политичката цена. Значи, апсолутно право е на политичката партија да донесува политички одлики кои мисли дека идат во политички бенефит создават за неа. Така да, јас би рекол само тајмингот што го избра за излегување не беше добар. Второ, јас мислам дека како политички партии кои што влегуваат во една коалиција треба да имат повисок степен на меѓусебна доверба. Треба да градат меѓусебно почитување. Јас, например, да се ставам во улогата на моите колеги од други партии кои што рекоа дека самостојно ќе излезат. Прво би побрала кон некои прашања соодветно на соодветни теми и така натаму, размислам поинаку ќе поидам кај лидерот на стожерната партија и ќе му кажем мислиме дека тие прашања треба на поинаков начин да се уредат или ако не можеме да најдеме заеднички јазик, па сега ќе си одиме, но прво ви предочу кои се тие теми прашања кои што не одвојуваат, за да во моментот правиме чекори како одговорна политичка партија. Значи, начинот, иначе идејата апсолутно легитимна е на сите политички партии. Мислам дека на тој начин, она што рековте вие на почетокот го поставите прашање, малку како да влијаеше и на одлуката на опозицијата, односно на ставите на опозицијата дека немате вие конкретно мнозинство. Иако и овие три партии кои што најавија сега самостоен настап на локалните избори, кажаа дека не доаѓа преди нашето излегување од влада. Ние ја поддржуваме влада. Тоа се потврди и на денешната седница. Така да. Јас мислам дека е честна нивната намера да настапуваат да се легитимираат на јавна цена, да не зависат, да речеме, од Социјалдемократскиот сојуз, дали имале меѓу себе некои проблеми, некои кадровски решенија, навистина не знам, но
da se sozdava od toga politička tenzija, ne je dobro. Ne je dobro. Da. Tako da, i nije ako se opredelime kako politička partija, izlezeme javno će kažeme, poradi koji pričaju smetame deka nije samostalno treba da nastapim. Nije ta tema ne sme otvorili. Kako NSDP očekuva vo mart Socijaldemokratski союз да го организира конгресот, значи да се комплетира раководството, председател, нов председател, старо нов, како сакат, тоа е нивни проблем, и да седнеме да разговараме за локалните избори. Ние имаме коалиционен договор со СДСМ за парламентарните избори. За локалните избори се уште нема. Ние веројатно сега вчера слушнав дека ќе го организираат конгрес, односно изборот на председателот некаде во мај месец. Ќе западнеме тогаш малку во временски теснец ако се одлучиме како политичка партија да настапиме самостојно на локалните избори. Во овој момент не сме отворили таа тема, нити со СДСМ, ниту со Натрево. Значи дека би преферирале да настапите заедно со СДСМ? Јас ви реков дека ја не знам од тој разговор што ќе испадне, бидејќи допрво ќе го отвориме разговорот. Знаете, кога вие разговарате како политички партнери да настапите на локални или парламентарни избори, седнува, ги гледате сите можности, аспирации, амбиции и така натаму, и негде ќе се најдете. Ако не успеете да се најдете, настапувате сами. А ако оценката беднија меѓу нашето раководство и на Социјалдемократскиот сојуз дека е многу подобро, политичкиот бенефит е поголем ако настапиме во коалиција, ќе оцениме како добра. Да. Но таа тема се уште не е отварена. Господин Петковски почна пописот со попишување на одредени категории, со попишување на луѓето кои се надвор, така наречената диаспора. Има некои мали технички проблеми со апликацијата, но ми се чини од она што го гледам не се суштински, но сепак суштински остануваат проблемите пред да започне самиот попис. Неусогласеноста помеѓу власта и опозицијата, забелешките на опозицијата, нејаснотиите околу тоа дали го бойкотираат пописот или не го бойкотираат, немаат јасна порака за граѓаните. Од друга страна, фактички гледаме во пракса дека дел од граѓаните не сака да се попишат, нема да отвараат врата. Сепак, известно е дека некаков бојкот ќе се спроведе на тој попис, од колку луѓе не знаеме како тоа, ќе видиме како ќе излезе на крај, но така барем покажуваат за сегашните информации. Дали вас ви се чини дека овој проект ќе се заврши успешно вака како што почна, бидејќи со сите аномалии и проблеми кои го следат веќе на самиот старт, ми се чини дека исходот тешко може да донесе кредибилен резултат. Знаете, тоа како дилема постои, но мислам дека како ќе се доближува датумот на изборите, стартот е добар. Стартот на пописот е добар. Оние категории на граѓани што требаш да се попишат е многу успешно, висок е процентот. Како се доближува денот, нели, од 1 до 21 април ќе биде пописот, ќе расте и чувството на одговорност кај граѓаните и кај политичките партии. Јас не разбирам да речеме тоа двојна игра, ВМРО ги повикува диаспората масовно да излезат, а таа не го поддржува пописот. Мислам, двоен третман на граѓаните. Мене ми е јасна идејата зошто тоа го прават. Но не може да го оправда. Не. Жал ми е особено што како држава не можеме да најдеме заеднички јазик сите политички фактори по клучните прашања од државен интерес за Македонија. Она што се случува со односите со Бугарија, со Европската унија и така натаму, уште една илустрација дека немаме одговорни политички фактори во државата. Ако вие и мислам дека и Сомалија организира попис, ако сте последна земја во светот која што организира попис, и тоа се против политичка партија која што го прекина пописот, врз основа на политички договор, мислам тоа само по себе говори во каква земја живееме, како ги правиме нашите реформи во сите сфери на животот, како планираме развој на образование, на здравство, урбанизам, земјоделие, ние немаме поима колку површини има, 20-19 години не е организиран попис. И место да биде тоа мотив на политичките играчи,
gdje imamo krajno destruktivan odnos, obstrukcija. Сега замислете дволичноста. За предвремени избори повикуваат може услови на ковид да се одржи, ама за попис не е препорачливо да се одржи. Не сме само ние, на Бугарија во услови сега имат многу полоша ситуација од Македонија па организираат парламентарни избори. Така? Значи, не сме да се живее со чувството како ќе ми рече дека сум јас војник на една политичка партија, како рече мојата партија. Овдека чувството на припадност на граѓани, на државата која што има сериозни проблеми во меѓународното етаблирање. Земја дали ќе не сметат за сериозна ако одложиме пописот во недоглед. Ние не може да бидеме партнери на Европската унија, особено во услови кога за пописот говорат од најкомпетентната институција Евростат дека ги исполнува сите стандарди за спроведување на попис. Се поддржува од Европската унија. Се поддржува од Соединените американски држави. Ајде малку ќе поразговараме за аргументите околу тоа, но еве бидејќи го спомнавте Евростат. Евростат вели да пописот се спроведува според методологијата на Евростат, прифатена, иако велат Евростат не бара, значи не дека не препорачува, туку не бара пребројување на диаспората. Но велат земјите имаат слобода доколку сакаат да го направат тоа, но тие податоци се одвоени, посебни. Едно од прашањата кај нас е тоа зошто се брои диаспората, зошто не се бројат само резидентите, домакинствата, луѓето кои се тука, туку ги броиме и луѓето надвор. Какви податоци тоа треба да ни дае, всушност, бидејќи ние сакаме да видиме колку луѓе имаме во државата, нели, за да ги спроведеме сите потоа планирани операции и мерки поради кои ни требаат тие статистички податоци. И тоа броење на диаспората влегува во шпекулациите околу, нели, фингираност на пописот, договорени бројки и така натаму, барем така вели опозицијата. Вие верувате ли во тоа дека имаме фингирани, договорени етнички бројки кои треба пописот само на крај да ги верификува, да ги даде? Не, с краја било тоа. Тоа не сме да го направи банана држава, не Македонија што има аспирации да влезе во Европската унија. Како ќе ги фингира? Како може некој да признае фингирани податоци? Што тоа значи? Главната причина не ја крие ВМРО. Зошто не го поддржува пописот? Смета дека има договор меѓу СДСМ и ДУИ, бројката со која што функционира ДУИ во јавната администрација и така натаму, дека ќе биде договорена однапред. Како може да биде некој договорен однапред кои бројки ќе бидат? Само заради фактот што има вржан подпис директорот и заменик директор. И на таа основа ја градат предпоставката дека подписот ќе биде фалшификуван. Мислам, добро е да кажат зошто прекина пописот во 2002 година. Зошто го прекина? На таа основа ќе може да се градат реални предпоставки. Кои се очекувањата, да речеме, од еден реален, објективен попис кој што му користи на државата од аспект на сите сфери на живот. Вие ја видовте објавената методологија на онаа што опозицијата има забелешки. За вас не е спорно ништо? Мислите дека ќе даде кредибилни резултати пописот според оваа методологија? Јас очекувам, затоа реков на почетокот, во Македонија мора да расте свеста за одговорност на политичките партии каде ги водат граѓаните кои што ги поддржуваат. Значи, императив на времето е. Нема политичка кај нас се продава само политика. А пописот, нели, сите, тоа е веќе банално стана. Пописот е статистичка операција која има пред се функција како да се проектира, планира развој, а не да се ние пребројуваме меѓу себе. На таа основа настана и оние проблеми околу личната карта, да се пишува етничката припадност. Место да се хомогенизира македонското општество, ние се сегментираме на етничка основа. И тоа не е добра политика, тоа не е добар став кон граѓаните кои што поддржуваат една политичка партија. Во овој случај се работи за Македонија. Статистичката операција ќе и користи, ако да речеме, и на ВМРО ДПМН, ако на локалните избори однесе победа во големите центри. Така да нема да им штети. Да, но
еве повторно да ве прашам, мислите ли дека требаше да ја броиме диаспората? Бидејќи според податоците, информациите кои излегува сега после оној попис кој ВМРО ДПМН дои го откажаа тогаш и не знаевме зашто го откажале. Според информациите кои сега излегуваат, проблемот тогаш бил најмногу околу тие лица кои се во диаспората и кои дупло се пријавувале, дека се тука и дека се тамо и така се создал многу поголем број на население. И сега повторно го правиме, мислам повторно броиме диаспората. Мислите ли дека имаше потреба да се брои диаспората? Дали ни е потребен настој податок? Ако мене ме прашате, лично мислам дека тие што не се граѓани на Република Македонија, овде, тие што молам? Жители мислите? Да, кои не се жители на Македонија, тие што не плаќаат обврски даночни обврски кон државата, кон институциите и така натаму, тие не треба да ги имат сите права што ги имат граѓаните кои што ја делат судбината меѓу себе во оваа држава. Но можноста што ја дава Евростат, а ја користат многу други земји, посочуваат земјите со поголема миграција од Македонија, го користат тоа право. Дали калкулациите се исправни или не, ја не знам на луѓето што инсистираат пред се масовна кампања во диаспората. Така да, ако диаспората прави дознаки во државата, ја помага финансиската, економската моќ на државата, логиката е да учествуваат и во креирањето на таа политика. Значи да имат некое влијание, ако веќе дават пари во својата земја, сега не знам, сега тоа видите, тој процент се намалува. Тоа јас го припишувам за условите во кои се живее со корона. Но тие сака да влијаат на начинот на кој што се трошат нивните пари. Тие не се дознаките што ги праќаат само на нивните семејства овде као овие. Значи тие се вржани со семејства на економска основа, финанска основа. Лично јас ви го кажам, мојот став апсолутно немам никаква резерва околу тоа, луѓето што ја споделуваат одговорноста во сферата на безбедноста, стандардот, финансирањето, порезите и така натаму. Тие луѓе треба да бидат во центарот на вниманието. Ја не ја знам калкулацијата, да речеме, на политичките партии, на СДСМ и други по друг основ, дека имат скриени мотиви, дека имат скриени намери. Не би сакал да размислам во таа нас. Да. Добро, ќе направиме кратка пауза сега за реклами, ќе продолжиме потоа со она што го нарековме на некој начин своевидна бомба во јавноста на екс-премиерот Љупчо Георгиевски, неговите предлози за решавање на спорот со Бугарија. А вие, почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме за кратко.